Окото на секој добронамерник долж регионалниот пат Скопје-Побожје наоѓајќи се на потегот на виканото место Чардак, во правец на селото Кучевиште, не може а да не го забележи селото Глуво со куќите наредени како монистра на Гердан, ки бисер е прекрасното здание манастирот Свети Атанасије, кој од утро до вечер раскошно блескоти под зраците на скопското црногорско сонце. Наминав во селото, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Глуво низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Со надеж дека меѓу помладите мештани од ова село по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Постоењето на селото Глуво како населба секако се протега наназад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото Глуво, некои околности укажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште. А за тоа зборува и тоа што при секоја бура што ги зафаќа селото и колината, надојдените бујици вода, собрана од околните ридови во сливот на Бањската река, на глувачката падина над селото, носат и оставаат подолжина на селските бразди бројни примероци на шајки и брутови и фрагменти од различни метални и керамички предмети, патем ископани од поројните дождови и сливните води. Тоа се секако артефакти од некогашни живеалишни објекти во непосредната околина на селото, денес препокриени со пластови земја. Други примери за очигледни градби и урбан живот се најдени на местото на некогашните средновековни населби Кучетина и Ститиње, каде што се пронајдени џидови од стари градби, кадрми и друг археолошки материјал. За населеното место Глуво има многу опишани документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди, митови, со еден збор каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било какава грудка земја да ја стиснете меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата, која овде се гради не со векови, туку со милениуми. За населеното место Глуво, материјалните документи, пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедими утврдувања и друго.
Селото Глуво од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој селски атар од сите типолошки варијанти, со византијска естетика, почнувајќи од ранохристијанскиот период до денес. Од историските извори дознаваме дека уште во ранохристијанскиот период селото Глуво во црковен поглед бил добро организирано. Тоа припаѓало на епархијата Скупи, која во средината на 5 век прераснала во митрополија. Првото христијанизирање се случило во времето на римската доминација на овие простори за време на владењето на римскиот император Константин. Според некои устни преданија, тука некаде во Скопската околија, а според некои верувања, во овој дел на Скопската котлина се родени скупските митрополи Дакус, Перагорие, Урсулие, каде што траги од духовното христијанско живење тоа време, како што се еднокорабни цркви и ранохристијански базилики во атарот на ова село се забележани на повеќе локалитети како што се локалитетот Орашац, локалитетот Кула, локалитетот Градолеш, локалитетот Селиште, локалитетот Рамниште, локалитетот Црквиште и други локалитети. Чичко Благоја, еве се наоѓаме во твоево родно место, селово Глуво. Да. Ти имаш скоро 90 години без две, што се вика. Па без двете, Така. точно. Ајде вака да ни кажеш за селово, како го добило името селово, колку куќи има селово, колку е далеко од Скопје. Далеко од Скопје 10 километра. А селово имало 150 куќи. Ама сега останало на 60 куќи. Кој му се комшиски села на селото Глуво? Бразда. Комшиски села, Бразда е близо. Побуже, Љубанца, Кучевиста, Мирковце, Бањане, Чучар, Горњане. Овдека во селото Глуво луѓето од што порано живеа? Од земјоделие. Земјоделие смо работале, тоа смо. Што се овдека раѓаше на времето порано? Сарпаджик смо работале, громи тарпаджик, тоа смо работале. И лозарство. Господин Куловски, еве се наоѓаме на вашиот патронен празник во селото Глуво, Свети Атанасиј. Така е. Ти си еден од многуте жители овдека во селото Глуво. Така. Поминавме ни селото, ја видовме убавината на ова село. Нешто дознавме за таа историја, меѓутоа, ајде вие да ни кажете за историјатот на селото Глуво. Од кога постои, како го добил името, исто... Да. Некој од историјатот можам да ви кажам, нели, кои го оставиле нашите предци или постари луѓе кои ни ги пренале преданијата. Значи село Глуво датира од 1370 или 80 година, кога е подигната оваа црквата Стара Свети Никола во селото, и селото Глуво го слави Свети Никола како селска слава. А претходно, како што ви објаснили постариве, било село Марушани, но тогашното население го десетковала таа чума имало и се преселиле од другата страна на реката. Се верува дека биле двајца браќа кои имале повеќе нели членови во фамилијата и едниот се населил испод, имало поголема бразда или шанец, како да го кажам. Едниот се населил испод браздата, а тој глувиот останал од оваа страна на браздата и по него се верува дека селото Глуво од тогаш го добило името како Глуво, или во римско дури го спомнуваат во некои книги што сум имал можност да прочитам како Глуси. Така се викало селото тогаш и сега ете по нова, најнова име последните што знам 100 години е како Глуво.
Значи, ви кажав за црквата Свети Никола, а за на Марушени црквата била ова свето место кај што се наоѓаме сега и кај што утре нели е денот на Свети Атанаси Велики 31 јануари се слави, овдека било старата црква. А гробиштата биле над ова оној столетен даб таму, не столетен, тоа е 500-летен даб. Значи гробиштата биле таму. Значи ова е една навистина модерно здание, али на стари темели, кај што нашите стари ни кажувале, и еве и татко ми Благојан Куловски ви кажал, кој е еден од малкуте останати кои го подигнувале тогаш 72-а, мислам дека се тие планови кои им ги дозволиле тогашната комунистичка власт, сепак имало пречки, нели, ова, откако сакале, нели, да го подигнат манастирот, наидувале на пречки, ама желбата била голема и сепак, ете, дошло до тоа што е денеска, а нормално ни оставили и на нас помладите да продолжиме по нивните стапки и само да ги надградиме, да бидеме подобри од нив. Дека селото Глубово е доста стара населба во Скопската област, зборува записот во црковната грамота на тогашниот владетел со Македонија, кралот Стефан Урош II Милути Немањич, во делот напоменикот посветена на манастирот Свети Никита, кој е со дата од 1300 година, во која црковна грамота пишува дека селото Глубово е дар на манастирот Свети Никита. Во црковниот поменик, посветен на манастирот Свети Ѓорѓи, скоро постижник од село Хуцково, селото се спомнува како село Глуси и кој е дар на истоимениот манастир од страна на властелинот Караѓорѓе Рапан, кој живеел во ова село. Дека селото Глубово е доста стара населба во Скопската област, зборува записот во црковната грамота на патријахот на Печката патријаршија Арсени IV, кој датира од 1735 година, посветен на манастирот Успение на Пресвета Богородица, познат и како манастир Матка, кој во тоа време бил централен матичен манастир за повеќе цркви, манастири и монашки скитови, што се наоѓале во овој дел на Скопската котлина. Исто така, ова населено место се спомнува и во пишаните документи, во грамотите на тогашниот владетел со Македонија, Царо Душан, кои датираат од 1346 година, а исто така и во црковните повелби и грамоти од македонскиот крал, кралот Димитрije Волкашин, кои датираат од 1365 година, и македонскиот крал, кралот Марко, кои датираат од 1371 година. Првите податоци за селото Глубово се содржат во пописниот отомански дефтер број 24 од 1467-1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Глусиво, во кое имало 18 куќи, во кои живееле 18 христијански семејства. Во пописниот дефтер од 1568 година, кој се однесува за периодот од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци, како и дефтерот број 64 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Глубово припаѓа на румелискиот Бегел Беглус, Скопскиот Санџак. Воедно пишени документи и материјални докази за ова населено место имаме и во отоманските дефтери, кои датираат од 1371 година па се до 1912 година. Поточно речено, пишени документи за селото Глубово
среќаваме во отомански дефтери на тогаш познатиот историски објект Хавзи Пашините конаци, чии написи датираат од првата половина на 19. век, поточно кажано од околу 1830 година до 1845 година. Дека селото Глуво на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои Јован Драгашевиќ во неговиот пише документ под наслов Југоисточно полуострово, издадено во 1871 година во Белград, Вердер Кункел во научниот труд Вовед во римската правна и уставна историја, издадено во Оксфорд во 1966 година, Питер Хедер во делото Падот на Римската империја и на варварите. Во антропогеографските испитувања на Јован Трифуновски, вршени кон крајот на 50-тите и почетокот на 60-тите години на 20. век, за населението на Глуво е запишано: селото Глуво е распослано во долината на Бањската река на незината лева страна. Соседни села на Глуво се селото Бразда на југ, селото Мирковци на североисток и селото Чучер на северозапад. Во селото Глуво се забележени повеќе родови, меѓу кои и старински и доселенички. Старински родови во Глуво се Томашевци, кои во тоа време нивниот род броел 40 членови, Радевци, кои исто така во тоа време нивниот род броел 27 членови, Кукуновци, кои исто така во тоа време броел 40 членови, и Пижевци, кои го сочинувале 35 членови. Додека пак доселеничките родови водат потекло од населените места Паливоденица и селиште, кои во тоа време се наоѓале некаде во Тачаничката клисура. Додека пак македонскиот просветител Јован Хаджи Константинов Джинов во својот напис Јужна страна Скопска, објавен во Цариградски весник на 1. мај во 1855 година, за Глуво запишал дека е плодовито село со многу древности и писма и во него живеат добри селани кои имаат чудотворен црковен храм посветен на Свети Никола и чудотворец архиепископ Мираклиски. На почетокот на 19. век најдобрата селска земја започнале да ја присвојуваат турците отоманци. При што во Глуво се основале 3 чифлизи, и тоа чифлигот на Амедбек, чифлигот на Џафербек и чифлигот на Хајдинбек. Во 1908 година, со појавата на македонските кобилски чети на ВМРО и донесувањето на хуријетот, овие беговски семејства, плашејќи се одмазда за своите злодела, го напустиле селото и заминале во Турција, а земјата ја распродале на селаните. Кон крајот на 19. век, во бурната 1878 година, Глуво било грабено и оплячкано од некои си дебрани. Кон крајот на векот, Глуво и по широката област била посетена од македонскиот револуционер Ѓорче Петров. Според неговите записи, од 1896 година, селото Глуво броело 40 македонски куќи, сместени во подножјето на Бањичката падина. Во тоа време, во непосредната близина на селото, постоеле џидините на стариот манастир Свети Атанасије. Втората половина на 17. век за Глуво е период на обновување на селото, испразнато со пустошењето по задешувањето на Карпошовото востание.
Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно развернатата некогашна манастирска црква Свети Атанасije на северозападниот дел од селото во 1770 година. А истата до темел е повторно разрушена во 1800 година. Потребата за поорганизиран црковен живот ги наведува мештаните од селото Глуво во 1770 година да ја обноват и селската црква Свети Никола, која исто така се до 1855 година повторно е разрушена, а во 1855 година е вообновена и фреско живоопишана. Овој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страв Божји, да се помолиме на Господа. За блаженејшиот архиепископ наш Охридски и Македонски Михаил, за честното свештенство во Христа ѓаконство, за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Благослови, влади. Се наоѓам во дворот на црквата Свети Никола во селото Глуво. Како сите православни македонски и христијански храмови, така и овој храм, влезната врата е многу ниска, а исто така и влезните скали се ниски, односно степениците се од 3 скалила. Тоа е направено затоа што на овие простори владеела Отоманската империја. Еве ќе отидам таму да видиме оваа црква како е направена и како и денеска живее. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, во него со вера, набожност и страв Божји, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За блажени Христолюбив православен народ наш, за неговата држава и војска и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Јас сум поставен на 9.2.2014 година тука како одговорен за извршување на заштита на оваа црква, да ја чувам имамината, да имам еден коректен пристап на верниците при доаѓање во овој објект, со поставување на должност во оваа црква, кога влегов, толку духовно сум се осеќал, тоа е просто немогуче, као да некој ми внесе снага во мене и да велам. Покрај оваа должност, во надлежност ми е и манастирот Свети Атанасije Велики, кој се наоѓа на отприлика неполни 5 километар. Овие икони овдека што ги гледаме, што не окружуваат, датираат негде од 15, 16, 17 век и така. Со тек на времето многу е реставрирано, доградувано, обновувано, сачувано, така да мислам дека ова представува еден пример како да се одржуваат овие верски објекти. Во оваа црква, значи од памтивека, се вршеле обредите на крштевање, венцавање, овде ќе се правели паратоците, овде доаѓаат и за Великден, за Божик. Се радува ли душата кога ќе биде преполна црквата овде? На вашето прашање би ви го дал следниот одговор. Бидејќи јас сум овде крстен
и сите други обичаи, верските празници, дали се слави, дали е тоа Великден, Божич, Богородица и така натаму, се овдека се одбиваат тие со масовно присуствување на луѓе кои, што знам, не знам што да ви кажам, со восхит влегуваат овдека, ги изведуваат тие верски ритуали. Ете Господ сакал по речиси неполни 200 години мештаните од селото Глуво повторно да започнат со изградба на многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште манастирот Свети Атанасије од тогашниот црковен одбор кои го сочинуваа Ристо Јанкуловски, Горан Јанкуловски, Дејан Павловски, Јовица Терзиовски, Дамјан Кукуновски, Моментално се наоѓаме во овој манастир. Тој е изграден 1972 година, но е изграден на старите постоеќи темели. Манастирот е осветен од господин Стефан во 2007 година. Овој објект што е направен е изграден врз основа на донации од местното население, како и од останатите од други простори. Значи, ова е една наистина модерно здание, али на стари темели, кај што нашите стари ни кажувале, и еве и татко ми Благо Јанкуловски ви кажал, кој е еден од малкуте останати кои го подигнувале, тоа 72-а, мислам дека се тие планови кои сепак имало пречки, нели, ова откако сакале, нели, да го подигнат манастирот, наидувале на пречки, ама желбата била голема, сепак ето дошло до тоа што е денеска. Ете Господ сакал по речиси неполни 200 години, чија изградба денеска не само што ја помагаат верниците од селото Глуво, не само од околните села, туку во обновата на ова македонско православно христијанско светилиште ја помагаат покрај бизнисмените ширум Македонија и единицата на локалната самоуправа, општината Чучер Сандево, на чело со градоначалникот господинот Јован Пејковски, без чија помош не ќе може да му се врати некогашната духовна вредност на ова македонско светилиште, како што била пред многу векови, кога во овој манастир, покрај тоа што имал развиени форми на монашки живот, имал манастирско училиште и препишувачка манастирска школа, навредни црковни книги и представувал своевиден духовен и просветен центар во кој се ширело православието не само во Скопско, туку и пошироко. Ние имаме културни занедимости многу од делот, значи манастири и цркви.
кои што гравитираат и се распространи, значи, во сите делови, значи, на селата, тоест поточно и на општината. Значи, имаме северозападно према Горњани, имаме исто југоисточно селото Побужје и јужно, значи селото Бразда и Мирковци, каде што тие се едни од постарите манастири кои што генерално гравитираат на оваа општина. Најстариот манастир е Свети Никита во село Горњани, кој што датира од постари времиња и е обновуван еднаш или два пати, како што јас знам. Исто така манастирот Свети Богородица во Бањани, потоа манастирот Свети Архангел и Михаел во селото Кучевиште и манастирот Свети Богородица во Побужје и, како што претходно кажав, манастирот Свети Илија во Мирковци, поточно и Бразда. Овие манастири се од големо значение за нашата општина, каде што слободно може да се каже дека овие манастири се посетувани од сите места, првин од државата, а поточно доаѓаат, значи, доста и од други места, тоест поточно од странство, кои што се заинтересирани да ги посетат овие стари манастири во делот каде што таму е задржана она стара фреска. Значи, делот е изразен во онаа стара култура на лутката на православието, значи, во делот на нашата вера и генерално тој дел во однос на, ако веќе се каже дека во оваа држава, Република Македонија, има нешто што е старо и што е поврзано, може да се каже слободно дека Охрид е на прво место, па потоа е на второ место, значи Скопска Црна Гора или поточно општината Чучер Сандево, значи во ова време и во овој момент. Дека селото Глубово е моќно старо село говори и старата селска архитектура, каде и покрај испреплетеноста на новото и старото, сепак сведоци на она што овде постоело повеќе од 100 години се и старите куќи и чердаклии покриени со турска џерабида. Старите куќи во селото Глубово се карактеризираат со тоа што сите се со приземје и кат. Приземјето е зидено со камен, а катот од печена тула, врз кои тули се исковани хоризонтални греди и вертикални летви, а на нив се исковани штички или испреплетени прачки, кои се премачкани со глинена кал, помешана со плева или со ситно сечкана слама. Подот на катот од куќите бил земјен, од црвеникава глина, од озгора добро измазната. Катот служил за живеење, секоја куќа задолжително имала чардак. Распоредот на просториите го одредувала местоположбата на куќата, со тоа што пред и за време на незиното правење, состојникот на куќата давал своји напаствија како сакал да му биде распоредот на одаите. Поради самата поставеност на селото, на самата североисточна падина на планината Скопска Црна Гора, чардаците гледаат кон широкиот видик пред себе. Чардакот бил изведуван во склоп на основниот гарабит на куќата, но најчесто специјално граден со греди, конзоли и соодветни коси дрвени потпори испуштени во ѕиданата основа на куќата. Со вака изведените широки чардаци, куќата добивала поубав и поразигран архитектонски изглед, но и услови да биде во непосреден визуелен контакт со соседите и со останатите куќи од селото.
Во куќата покрај собата за спиење имало и задолжително гостинска соба, во која се дочекувале гости за време на куќите слави, свадби и други свечени прилики, но и гости намерници. Во приземните простории на куќата обично се наоѓал и кретот за јасли за дел од добитокот. Во селото Глуво постои сплотеност помеѓу старата селска архитектура и новата селска архитектура. Од старата селска архитектура е оваа стара порта, која што според моја процена стара некаде повеќе стотини години, а десно од мене се наоѓаат новите куќи изградени, по кои што, како што реков, е сплотена старата селска архитектура и современата европска архитектура. Се наоѓам овдека на срцелото во селото Глуво. Она сплотеност помеѓу старата и новата архитектура овдека во ова село ја дополнува и ова убава чешма, која што неодамна е изградена. А овдека во оваа чешма се каптирани речиси сите извори од Скопска Црногорија. Стварно убава и прекрасно. Испреплетеноста помеѓу старото и новото, како нераскинлив дел од битисувањето на ова село е и така да речам не толку далечното минато, каде што во Глуво одамна чезата и дрвената кола која ја влечеле коњите или џегроволовите, одамна ја замениле современите дизел и бензински мотори. Во селото Глуво ќе најдете и олтајмери. Еден од тие олтајмери е и оваа кола, овој Москвич, кој што во ова село се движеше пред 40 години. Стварно олтајмер. Дека селото Глуво навистина е многу старо село, говорат и старите адети и обичаи, слави, веридби, свадби, крштевки, стари, те домашни, летни и зимски селски слави, како и црковни и манастирски слави, меѓу кои и манастирската слава, посветена на патронот на селото Глуво, манастирот Свети Атанасије Велики. На 300 метри надморска височина северно од селото Глуво се наоѓа православниот храм Свети Атанасиј. Овој манастир овдека е патронен празник на селото Глуво. Дојдов во овој манастир заедно со мештаните од ова село да го прославам нивниот празник. Се наоѓам во куњата овдека во манастирот Свети Атанасиј, каде што овдека се готви вечерата за заслугот, а овдека ќе поразговарам со господинот Рајчевски Славко. и господинот што спремате вечерва и и за колку отприлика да речеме гости ова го спремате? Ајде ми се постави. Спремаме гравче. Порано ставаме еден котел, меѓутим секоја година као недостиг на манџа имаме, оваа година сме решили 2 котла да ставаме. Пошто гравот е мешан, има и тетовски например и цацарни што го викаме. Сега за боле да се сварат го ставаме во 2 котла, ама не ги полниме пуни. Боле да достигне него да не стане за јадење. Иначе правиме за едно 300 луѓе, најмалку за 300 луѓе. Вечера, а утре ставаме 3 котла, 2 котла граб паштрам и еден котел кромпир со јагнешко месо. Ама утре имаме, например, 400-500 луѓе. Повеќе од 260. Од сите села доаѓаат овде и ние една година не сме се брукале. Сега за сега не иде на пределат, се гледа што сме направиле, што го нема, ја мислам, у Скопска Црна Гора ова, па и пошироко.
Мештаните ми раскажаа дел од минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, се обидов да ви доловам делот непорекливата драгоцена слика за селото Глуво, вткаена низ времето, но дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Со надеж дека помеѓу помладите од ова село по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доискажат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот.